Во вестите на Канал Вис наш денешен гостин е организаторот на меѓународниот фестивал Ристо Шишков, господинот Ванчо Ристов Патриков. Добро ни дојдовте. Со оглед на моменталната ситуација со пандемијата, нели со COVID-19, кажете ми според кои протоколи ќе се одржи овогодишниот меѓународен фестивал Ристо Шишков? Па вака, еве најпрво сакам да ги поздравам вашите гледачи. Фестивалот ги почитува сите протоколи издадени од владата на Република Северна Македонија. Тоа е за странските гости влез во државата се знае, сертификат за вакцинација или PCR тест. За нашите учесници во фестивалот секако вакцинирани со сертификат за вакцинација или со PCR тест. Еве ние како институција се потрудивме да имаме и брзи тестови во организацијата на фестивалот и публиката, еве тоа е така наложено по протоколите. Публиката мора да бидат сите вакцинирани или 45 дена, помалку од 45 дена со прележен COVID-19. Зошто после токму еве 29 години нема да има струмичка представа? Па тоа не е до фестивалот. Ние сме посебно здружение на граѓани, ние функционираме еве 29 години. Знаеме каква е ситуацијата во театарот во Струмица и не би сакал да навлегувам во тоа. Понудивме до директорот, понудивме до управата, до уметничкиот директор, дури и разговаравме со дел од актерите. Меѓутоа таква е ситуацијата што не би сакал да навлегувам во проблемите на театарот. Нема представа. Минатата година беше исто така, но успеевме некако да направиме да има представа од Струмица, оној проект од годишнината на Кире Георгиев, тоа беше Умри машки. И се испостави дека еве и Струмица имаше и минатата година, но ова година не сакам да навлегувам во тие проблеми. Колку странски групи ќе бидат присутни? Па вака, фестивалот има 10 театарски представи во конкуренција, 5 од Републиката и 5 странски групи. Имаме две театарски представи од Бугарија, од театарот Плевен и од театарот Враца. Имаме две театарски представи од Србија, од Битев театарот и од театарот Краљево. Представата од театарот Краљево е копродукцијска представа на два театри, на Шабачки театар и на Краљевски театар. Така да тука се вклучени три театри од српските учесници на фестивалот. Имаме представа од Хрватска, од Загреб. Ќе биде ли присутен минатогодишниот лауреат? Па минатогодишниот лауреат според статутот на фестивалот е председател на жири комисијата и таа ќе ја предводи жири комисијата годинава. Членови на жири комисијата веќе можам да ги објавам, тоа ќе биде Благој Чоревски и Петар Мирчевски. Тие се еминентни актери, луѓе кои снимале филмови, серии и ќе можат и ќе го дадат својот максимум. Секако Благој Чоревски е и бил лауреат на фестивалот, така да изборот ќе биде на високо ниво за единствената награда Ристо Шишков која ја доделуваме на фестивалот. Ви благодарам за гостувањето во нашите вести.